четвртфинале на светско првенство во Катар. Сите најавуваат можен спектакл, дуел меѓу гигантите Аргентина и Бразил во полуфиналето. Но нека тепаат прво бе. Добре дојавте во уште едно издание на Овертайм на YouTube каналот BMG Sport. Ќе почнеме со она за мене поинтересно. Холандија-Аргентина. Не може подобро. Аргентина на мојата Холандија. Го чекав ова. Ќе ви докажам дека Аргентина не може со мојата Холандија. Добро, или пак на крајот ќе ми фаќате сеир, нели, ако тепа Аргентина. Знаете ли како го замислува Меси после овој надпревар? На одмор во Аргентина или можеби кај Санчес, земјоделецот во Чиле. Погледнете како Санчес го поминува светското првенство. Чекај, нека заврши прво надпреваров да не тепа Аргентина, па Депај треба да оди кај Санчес. Аргентина и Холандија ги оправдаа фаворитските улоги во осмина финалето и си закажаа меѓусебна битка во четвртфиналето. Истата може да биде последна за Меси. А Меси манијата на Блискиот Исток предизвика вртоглав скок на цените на билетите. Билет се наоѓа за 4500 евра во регуларниот дел на трибините. До 7500 евра за VIP ложата каде што ќе ве послужат и со ручек. Ова е за 5 пати поскапо од регуларната цена. Холандија рутински си ја помина Америка. Ван Гал беше на клупата по 18 пат откако се врати на клупата на Холандија во 2021 година и уште е без пораз. 13 победи и 5 нерешени средби. Но беше и Аргентина без пораз на 36 надпревари до поразот од Саудиска Арабија. Меси одигра одличен меч во победата над Австралија со 2:1. А за колкава големина од фудбалер се работи, покажаа најдобро фудбалерите на Австралија кои после поразот го чекаа Меси да се сликаат со него. Спомен си е спомен. А FIFA како да го фаворизира Меси? Објавија слика со бројките на Роналдо и Меси. Сакате да докажете дека Меси е подобар? За ова ќе снимаме посебно видео. Колку има да се прави муабет на оваа тема е Аргентина сепак е фаворит на надпреварот, иако се мача до сега. Примија голови од селекции кои што се многу послаби од Холандија. Сега ќе им биде тешко. А и на Меси ќе му биде далеко потешко покрај Ван Дик. Леле, колку ќе биде јако со душа го чекам надпреваров. Ајде Холандија, можете! Ако не тепа, тешко мене. Можам да замислам што коментари ќе има на видеата. Знаете дека навивам за Холандија. И Холандија и јас ќе се радуваме на крајот. Ама ќе биде тоа на продолженија. Мислам дека ќе биде 1-1. И пред да одиме на следниот меч, ве молам притиснете subscribe и одете да кликнете на звончето. Втор меч, Хрватска-Бразил. Ако се гледа по традиција, Хрватска стига до финале. Хрватска осмина финалето го почна како во Русија пред 4 години, кога победуваше од осмина финале па до финале све, или на продолжение или на пенали. Се мачија со Јапонија стварно, ама пеналите пресудија. Колегата на Стефан Ристовски арија на Демио Динамо Загреб, Ливаковиќ, стана првиот голман кој ги одбранил првите 2 пенали во еден пенал рулет на светските првенства. Исто така стана само третиот голман кој фатил 3 пенали во еден пенал рулет на светските шампионати. 3 пенали пред него фатија само Рикардо во 2006 и Субашиќ во 2018 година. Јарно, ама сега нема да биде како во Русија за хрвативе. На секој меч тогаш играа продолженија, ама тогаш Модрич немаше 37 години. Па и Перишиќ, Ловрен. Ама можат коцкестите против секого 100 пати го покажаа тоа. Ми беше малце криво за Јапонија. Јапонскиот селектор Моријасо ги освои срцата на фановите, на неутралните фанови, од кога отиде на трибината после надпреварот кај што беа јапонските навивачи, им се поклони, им се заблагодари, им се извини. Каква култура имаат јапонците, браво. За разлика од нив, Бразил ја згази Јужна Кореја, па и се одморија на крајот. До 36-та минута беше 4-0 и се после тоа беше одмор за нив. Одиграа како по фудбалски учебник.
Неймар демек повреден, ама одигра 80 минути. Даде гол и стана третиот бразилец кој што постигнал голови на 3 различни светски првенства, после Роналдо и Пеле. А Бразил против Јужна Кореја играше и за Пеле, кој што се наоѓа во тешка здравствена ситуација. Сите сме со Пеле, издржи. А Рој Кимпа се меша од нигде никаде, му сметало бразилцеве што танцувале. Непочитување е кога секогаш кога ќе дадете гол, танцувате, па и тренерот нивни им се придружи вика. А тите па уште му одговара. Треба да бидете внимателни, бидејќи секогаш има некои гадни, мислеше на Рој Кин тука, кој ќе рече дека тоа е непочитување, а уствари тоа е само излив на задоволство, како мали деца. Хрватска може да се опорави после тешките 120 минути. Најувам за коцкестите на овој надпревари, сакам да ги гледам во полуфинале. Ама ќе биде тешко со разиграниот Бразил. Мислам дека сепак Бразил ќе победи со 3-1. Ова беа првите 2 четвртфинални средби на светското првенство во Катар. Веќе утре одиме со уште едно видео за следните 2 надпревари. Не пропуштете, следете ме. Поздрав!